Непосредно додавање на оваа изјава, ќе пренесам фактичката состојба, сега за сега која што имам. Во моментов се ангажирани полициски службеници од оддел за специјални полициски операции, оддел за форензички испитувања, хеликоптерска единица, антитероризам, оддел за криминалистичко разузнавање и анализа, криминалистичка полиција и други. Се постапува во координација со Министерство за здравство и Центар за управување со кризи. Увидот го води тим од јавни обвинители, а одделот за форензички испитувања при МВР асистира во постапувањето. Од страна на МВР обезбедени се болниците, каде се сместени повредените и во зависност од повредените ќе бидат извршени разговори со сите контактибилни лица. На сите повредени кои се згрижени во болниците во Скопје им укажана лекарска помош. Од страна на полициски службеници на СВР Скопје извршени се разговори со над 10 лица по последните информации кои што ги добив, кои се хоспитализирани во скопските болници. Извршени разговори со еден од членовите на бендот ДНК. Распишана е централна потерница за 4 лица. Од страна на МВР во координација со јавното обвинителство се постапува во овој момент и во Министерството за економија, од каде се обезбедува документација поврзана со предметната дискотека, како и лица поврзани со истата. До 11:30 според информациите со кои располагам, починати се вкупно 59 лица. Од нив 35 се идентификувани. Од идентификуваните 31 лице е откочени, 4 од Штип. Бројот на повредени по последните информации кои што ги добив до 12 отприлика негде е 155 лица. Истите се наоѓаат низ повеќе болници низ државата. Уште еднаш сакам да изразам искрено сочувство до семејствата на починатите во оваа ужасна трагедија, во која животот го загуби и еден полициски службеник од полициска станица Пробишти, кој во моментот бил службено ангажиран, односно постапувал по претходно изготвен план за контрола на угостителски објекти во делот на недозволена трговија со дрога и присуство на малолетници во предметната дискотека. Искрено сочувство и до неговите најблиски. Бев информиран исто така од страна на началникот на СВР Штип дека предметното лице, полицајецот, требало да биде награден за најдобар полицаец на територија на Пробиштип и на територија на СВР Штип. Нажалост, таквото одликување ќе биде дадено поскоро. Поверете за Тие 4 лица за кои што видите дека има потерница, кои се тие лица? Не би можел сега да искам. Менеджери на дискотеката или? Не можем во оваа фаза. До сега колку лица се проверени во полициска станица? Не би можел да го кажем и тоа, нажалост. Дали е голема бројката? Не би можел да го кажем и тоа, нажалост. Работиме, значи вака сега. Работиме интензивно со сите сили со кои што располагаме, вклучени со обвинителство, вклучени ќе бидат повеќе инспекцијски служби кои што во текот на денот ќе извршат контроли. Вклучени се буквално сите оние кои што имаат било каква врска во процес на контрола и конкретни процесни действија кои што можеме да ги превземеме. Се анализира буквално се што може да биде поврзано со овој ужасен настан. Како во делот на градежно-техничка документација, како во делот на потребни предуслови за ставање во функција на таков објект, како во делот на соодветни лиценци кои што би требало да ги поседува истојот, како во делот на конкретно постапување за време на настанот, како во делот на обезбедување на истојот, постапување согласно правилници, подзаконски акти и така натаму. Во делот на сето она кое што го превземаме во овој момент, не само од аспект на истрага која што ја водиме, туку и она кое што го превземаме како действие да се помогне на повредените лица. Премиерот е во контакт со скоро сите председатели или премиери од соседството
и со голем број имаше комуникација со голем број на председатели од Европа, да речеме, или први луѓе, разговараше и со генералниот секретар на НАТО Руте. Сите изразија огромно сочувство и жалење за настанот и понудија секаков тип на поддршка која што би било потребно на Македонија. Правиме се што можеме да направиме. Ве молам да ги примите оние информации кои што ви ги давам во овој момент, така што ги давам, затоа што не би сакал да загрозам се она кое што го превземаме како истина. Дискотеката имала лиценца, тоа е сертификат за управување со пиротехнички действа, бидејќи согласно закон за оружје МВР ги издаваат сертификати. И треба да полага. Ќе бидат пренесени до јавноста сите информации кои што се поврзани било како со А нас. лиценцата за работа што е до 24 март 2024? Во овој момент, работел без лиценца. во овој Прашањето е момент- зашто не се постапувало до сега. во овој момент навистина ве молам, по трет пат, ве молам за разбирање да не загрозиме било какво действие во рамки на самата истрага. А колку се Сите- малолетни? Сите информации кои што се поврзани на било каков начин, со било кој детал од оваа истрага ќе бидат споделени со јавноста, ви уверувам. Колку се малолетни? Име и малолетни лица. Кога очекувате да ги објавите имињата на идентификувани? Рековте 39. Се извинувам. Дали се извлечени сите кои што биле внатре, има некаква информација дека се уште има во дела внатре на дискотеката, колку се процентите на бројка што биле присутни во дискотеката? Имате ли така? Капацитет. Во овој момент не би можел да сообштам. Колку лица се во критична состојба и што е главната причина за смрт? Дали се задушени или изгореле? Имате ли нешто првично? Во овој момент исто така не би можел да дадам таква информација. Рековте ви понудиле помош, поддршка од соседните земји, вие побаравте нешто? Се постапува и во таа насока, че по утврдување на фактичка состојба од аспект на тоа дали можат да бидат транспортирани дел од повредените лица, истите би биле транспортирани во најмодерни, да речеме, установи во Европа, кои што би требало да одговорат соодветно на нивните повреди. Моментално се утврдува фактичка состојба дали можат да бидат транспортирани. Бидат ли објавени идентитетите на лицата за кои што потерници ќе бидат распишани? Нормално дека да. Кој ќе дојде време за. Министре, колку е бројот на малолетни што присуствувале во ноќта? Не би можел да кажем сега Дали во се момент. направено контрола за малолетници во дискотеката? Видете, Од 2022 е затворена. И кафичо дискотеката во да е текот собственик во заради текот малолетници и потоа му е дозволено во да текот работи на пак. вчерашниот ден. Во текот на вчерашниот ден. По претходно изготвен план вршени се контроли на поголем број на објекти на територија на Македонија. Вршени се контроли на територија на СВР Скопје, вршени се контроли на територија на СВР Охрид, вршени се контроли на територија на СВР Штип. Еден од локалите на кои што се вршени контроли е токму и оваа дискотека. Полицајецот, колегата, кој што загина при вршење на контрола за евентуално откривање на дрога и малолетници. Министре, ова не е може би прашање до вас, меѓутоа зашто не се појавува градоначалникот на градот Кочани? Значи се случи трагедија од невидени размери. Загина полицајецот. Каде е градоначалникот Загина на полицајецот и Кочани? 60 деца загинаа. Да, имено. Каде е градоначалникот на Кочани да се појави овде, бидејќи он меѓу останатите бил одговорен за таа дозвола што е дадена дискотеката да работи? Значи, пак ве замолувам, во однос на сите оние процесни действија кои што треба да се превземат од кривично правен аспект, ве замолувам, Дали он е предмет на ве истрага? замолувам за сите процесни действија да ги не оставите да сработиме работата како што треба, најефикасно и најбрзо ќе биде сработена и веднаш ќе биде известена. Министре, ова е трагедија која што не се случило држава од самостојувањето. И сега јавноста бара некаков одговор. И заради Значи, тоа процесни действија и законски дозволете ми, действија, ве молам да, ќе ви се. дозволам, Ве молам. ама некаква информација треба да добие јавноста. Значи ве замолувам, Ајде, да. ве замолувам, Да. по 10 пат. И јас ви замолувам за информација. Дозволете да сработиме работата која што треба да сработиме. Добро. Нажалост, во одреден во овој момент не можам да споделам повеќе информации од оние кои што ги давам. Верувајте ми, многу внимавам што зборувам. Собственикот знаете каде е?
Дали приведен сум? Во овој момент не можам да одговорам на вашето прашање. Се Има извинувам. повици на социјални мрежи бараат ишезнати лица, не може да ги најдат. Дали сте во контакт со најблиските на оние што биле во дискотеката? Дадени се напатствија до сите болници каде што имаме моментално починати лица, по нивна идентификација да бидат известувани семејството на истите. Штом имаме идентификација, се известуваат семејството на починатите. На повредени? Штом ќе имаме нови информации кои што ќе можеме да ги споделиме со јавноста, ќе ви известиме и повторно ќе ја информираме. Кажав веќе еднаш, да, чувствувам морална одговорност и мислам дека секој кој што бил барем 2 дена на функција во оваа држава треба да чувствува морална одговорност за секој што се случи. Го кажав тоа веќе еднаш. Благодарам.